Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Едно дете понижувано, тепано и горено со цигара, додека други стојат, гледаат и снимаат. Ова не е изолиран случај. Прашањето е каде сме сите ние додека се случува насилството. Кој ги учи децата дека туѓата болка е забава и зошто срамот се уште го носи жртвата, а не насилниците? Каде се родителите и дали е време наставниците повторно да добијат вистински авторитет? Тоа е она што денес ќе го зборуваме со вас, почитувани. Подсетувам за учество во ова издание и како и во секој едно наредно се разбира на црвена линија. Сте добре дојдени сите. Доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02307-005. Напомена, особено за оние кои што до сега не се вклучувале во контактни емисии, верувам дека во ова денешно издание ќе се вклучите и ве замолувам, тоа важи за сите, да имате секогаш на ум задолжително да се намалува целосно тонот на телевизорот. Тоа е извонредно важно правило од проста причина што доколку тоа не се почитува, неретко се случува воопшто да не се слушнеме, да сметате дека не сте вклучени во програма и секако да се исклучите, а ние тоа не го сакаме. Подсетуваме дека од вас, почитувани, ве каниме да бидете секогаш активни и кога станува збор за анкетите на црвена линија, за учество во истите, треба да го заследите нашиот профил на Инстаграм, секако и профилот на Телма телевизија. А по заследувањето на нашиот профил, подсетувам црвена линија, задолжително кликајте и на Инстаграм стори. На Инстаграм стори денес ве прашуваме во текот на целиот ден дали тие што го снимаат насилството се исто толку виновни како и насилниците. Како што гледате, имате две опции за одговор. Да, не. Почитувани, за учество во анкетата се клика на полето кое што го содржи вашиот одговор. Ке ги сумираме, секако пресметаме резултатите, се објавуваат во проценти, ќе бидат пресметани како на Инстаграм стори, дури по завршувањето на ова издание ќе остана таму, а ќе ги соопштиме, се разбира, и директно во живо во ова денешно издание на црвена линија. На самиот почеток, пред да почнеме со вклучување на вас, почитувани, да го погледнеме и прилогот на Миомир Серафиновиќ. И деца кои вршеле насилство врз соученичка во паркот во Ѓорче Петров, но и нивни родители и старатели се повикани на разговор во полиција за грозоморниот инцидент, за бруталното насилство и изживување од група ученици врз едно девојче. Министерот за внатрешни работи вели дека е потребен заеднички пристап и булингот го нарече вид на криминалитет. Се води истрага, 14 лица се повикани на разговор и за дел од нив ќе следат одредени процесни действија. Секако во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство, се постапува по насока на надлежен јавен обвинител и текако мораме да бидеме фокусирани во делот на овој тип на криминалитет. Не само од аспект на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што Министерството за внатрешни работи во суштина делува превентивно, но неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес, да дадеме еден повеќе секторски одговор, системски пристап да имаме. Видеата и фотографиите од насилствата врз девојчето биле објавени на социјални мрежи, пошто за случајот дознал таткото и пријавил на полиција. Насилството се случило на 27 март. МВР го нотира во билтенот по пријавата на таткото на 7 април без многу детали, а до денес, 3 недели по пријавата, се уште не е завршена истрагата за грозоморното насилство преживеано во паркот девојче кое е во основно училиште. Од образовниот систем велат дека се преземени сите мерки од страна на училиштето во Ѓорче Петров и од стручните служби во Министерството за образование. Од друга страна, Тошковски вели дека булингот мора да стане поголем приоритет, не само за полицијата, туку за целото општество, како што стана семејното насилство, поголемата трагедија со жртвување на мајка и 5-годишна ќерка. Тој дури предложи и полициско навлегување во телефони на жртви на насилство за директно снимање на случаи. Еден интелигентен систем на констатирање на докази врз основа на сите мобилни уреди кои што ги поседуваат македонските граѓани. Односно, кога било која жртва ќе се јави во рамки на еден
паметен систем, еве така да го кажам сега во старт, да може со нејзино одобрување Министерството за внатрешни работи во истиот момент да ја користи и камерата и она кое што се случува како действие физичко, така и од аспект на аудиозапис. За спречување на семејното насилство, предложени се законски измени со кои насилникот со одлука на полицаец ќе треба да го напушта домот во кој ќе останат жртвите, за да се избегне повторна виктимизација на тие на кои им треба помош, а не осуда од околината. Почитувани, сега е време да ве слушнеме вас. Подсетувам за оние кои што подоцна, односно во овој момент се вклучувате и ја следите Црвена линија. За учество во истата потребно е да го завртите нашиот број 02307005. Но и ќе ве пренасочам на Facebook адресата, поточно нашиот профил Црвена линија, каде што редовно ги објавуваме темите паралелно со профилот на Телма телевизија. Денес прашањето едно од многуте е дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет. Оние кои што нема да бидат во можност да се вклучат во живо или нема да успеете да не добиете, секако просторот за ваше учество во Црвена линија е токму и преку пишување коментари кои што ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите. Почитувани, прашањето не е всушност што се случило. Прашањето е каде сме сите ние додека ова се случува. Според вас, кој ги учи овие деца дека понижувањето е забава, а туѓата болка содржина за на телефон? Во јавноста се повеќе и погласно се отвара дилемата дали е потребна поголема транспарентност и одговорност, па дури јавно именување во вакви случаи. Јасно е едно, ова не е само проблем на децата, ова е проблем на сите нас. И дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет. Почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Моје мислење е потребно да се врне, односно да се, како да кажам, да се дозволи како порано што беше, кој заслужи казна, да имат право да го физички да го ударат детето, да го утепат, него да го тепат како што беше јасно времето кога одеш на школа. Ве слушаме, продолжете. Мислам дека превише се разгалени децата, не се плашат веќе на ништо, ако не знаат да имат почит, како што прави полицијата, нормално, не? Мислим, како што прави полицијата. Не до таа мера, меѓутоа да имат право наставниците да ги газнуваат и со, ако треба, и со стапчи. А и ве сметате ли дека е потребна и поголема транспарентност и одговорност, односно јавно именување во вакви случаи? Да, јавно објавување. Не транспарентност поголема. А исто и уште едно прашање анкетно, дали тие што го снимаат насилството се исто толку виновни како и насилниците? Секако, да. Благодарам многу. Со вас ја отвараме дискусијата во ова денешно издание на Црвена линија. Подсетувам, почитувани, сите сте добре дојдени. Ја верувам дека за една ваква тема нема да останете ниту инертни, ниту имуни, туку активно ќе се вклучите. Подсетувам, просторот за учество во Црвена линија може да биде телефонско вклучување со 02307005 и секако пишувајте коментари, бидејќи и тие се одговори кои што ќе ги читаме некаде меѓу вклучувањата на гледачите во живо. Продолжуваме сега. Добар ден. Добар ден. Повелете. Кристинке, поздрав до тебе, поздрав до емисијата, прекрасна. Благодарам многу. Многу убава е темата. Пошто се често се случува ова во последно време со децата, значи е катастрофа, казано. Не знам дали е проблемот, размислувам самата, многу пати мислам сум го следала сето ова, не е проблемот само во наставниците, туку проблемот и во родителите, туку проблемот е дел во децата.
Овие деца, мислам, сега во моментот се малку покрепки деца. И помалку послушни. Мислам, добро ме разбира. Мислам, треба да превземат родителите повеќе од сигурно. Ама, на наставниците, моje мислење подарувам, стварно треба да му се дадат одврзани раста. Доста е ова е поминато во сите граници. Ми го удрила, ми го навредило, ми го искарала детето. Значи, по моje мислење, како повозрастна личност, гледајќи ги работите, околу мене во кругот, имам внука ученичка, мала е таа, мислам, не доаѓа како овие случајувања, што се случува во пубертет, да речеме поголеми во средни училишта, трето одделение, меѓутоа мора со време да се превземе некоја мерка. Мора да му се отстапи малку повеќе сила подршка на наставниците. Така, благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега кој една извонредно важна напомена. Знаеме дека понекогаш за некој од вас оние 90 секунди изгледаат премалку. Сакате да се доискажете во подолг временски период. Тоа е возможно и со повторно вклучување во Црвена линија, така да ве охрабрувам, иако се исклучува линијата на 90-та секунда, секако повторно можете да се вклучите со вртење на нашиот број. А еве што напиша на својот Facebook профил и Наде Молеровик, некогашна директорка на 2 основни училишта, сега професор по историја и мотивационен говорник како за деца млади, така и за наставници. Она што го напиша таа е всушност дека кој го преспа воспитувањето, вели таа, неодамнешните слики на насилство меѓу девојчиња не се само инцидент, вели таа. Тие се аларм кој вреска каде бевте вие возрастните. Каков родител треба да си за да не забележиш? Насилното дете не се раѓа преку ноќ. Како наставник со децениско искуство знам. Во училницата се гледа се. Вели Наде Молерови, која со децени има работено и како наставник. Инаку, од вас сакаме да слушаме дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет. Воедно ќе подсетиме дека имаме и анкетно прашање кое што се однесува и во однос на оние кои што снимаат вакви чинови на насилство, односно дали токму и тие се виновни како и насилниците. Добар ден. Здраво. Здраво, во Црвена линија сте, повелете. Види вака, ова е се до раскалашеност на децала, до многу не достигна домашно воспитување, воопшто нема посветено со страна на родителите, а и родителите како родители се изгледаме и они некој модел на насилници, така да ова брзо темпо на живот, тршање по пари, бизнеси и чудеси допринесуваат да вакви аномалии да се појавуваат меѓу младиве, а тоа значи дека овие млади се аздисани скроз, значи тотално се аздисани што вакви работи прават. Инако тој што снима и тој исто така е соучесник во акцијата што се случила со тоа девојче. Иначе, нема дисциплина, ни најмалку како во фамилиите, така нема ни во институциите каде што децава идат. Порано имаше некои професори кога ние учевме кои беа задолжени за ред и мир. И ретко кој знаеше дека они се тие и таа институција кои ќе бидат за воведување ред и мир, и знаеш како беше школото, кротко, мирно, паметно, ама знае дека ако налетат на тие професори, тие наремаковци, до дебело ќе го берат бостанот.
Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Подсетувам, внимавајте само на времето, 90 секунди изнесува едно вклучување, но вртете повторно, секако сте добре дојдени за повторно вклучување. Веднаш ќе почнеме и со коментарите, поточно одговорите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса. Подсетувам, за следете Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На прашањето дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет, Лагерта СМ JVDMJ напишала да, додека Анита Јовановиќ го напиша следното. Ова е показател дека децата воопшто не живеат во реалниот свет, туку се оно што го прават е исклучиво за сајбер популарност, занемарени од родителите, а имаат потреба за комуникација, пуштени од државата, нема конкретни мерки за санкционирање на несоодветното однесување или пак не се спроведуваат и не се познати на јавноста. На наставниците им е срушен авторитетот и врзани им се рацете, особено од родителите. И на крај нема или настани на секоја ќоше. Оваа случка подхитно мора да ни ги отвори очите и да погледнеме во какво секојдневие живееме. Случајот не е единствен, но сепак допре до јавноста. Училиштата имаат своји мерки кои во крајен случај се префрлуваат во други институции. И тука проблемот испарува. Додека народот не се запознае со строги мерки и казни, секој поединец ќе си дозволи уништување на тук живот на различни начини. Најголем проблем е во нас родителите кои секојдневно живееме да ги обвиниме сите освен нас. Мора подхитно конкретни казни и мерки да се обелоденат и да се спроведуваат. Инаку во спротивно, ова е нашето секојдневие што допрва ќе не згрозува. Благодарност до Анита Јовановиќ. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве Тина, слушаме. убав ден да имате. Благодарам, убав ден и вам. Секако, но еве, кои се вашите одговори? Што да кажам, не знам. И моето дете имаше пред неколку години булинг. Значи го малтретира. Имаше све одличен, беше супер. Го малтретира, зашто па доле добил оценка. Предпоставениот не реагираше. Не превзеда ништо, ни психолог, ни ништо. Го зедов детето заедно кај директорот. Си превзедов своји мерки, го префрлив детето во друго школо. Фала Богу, сега е више скоро одина кај полнолетство. Добар е школа, све петки, никаков проблем, а до тогаш, значи све, дали немирен, праел, скокал, викал. Ја го познавам детето свое. Не може никој мене да ми каже како е. Ја го пратеви на социјални мрежи преку мој мејл. Така, но гледа, еве како гледа. ова последна случка, дали сметате дека е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет? Треба да добијат, зашто не можат. Верувајте дека наставниците се стегнати за џабе, реагираат. И наставниците. Ама не можат. Зашто родителот му стои над глас. Некои имат, пример, поише авторитет голем и си го пази детето. Стај му петка. Не може петка така. Што заслужил, тоа ќе биде. Ама Благодарам пред се што со гледачите на Црвена линија го споделивте своето лично искуство како родител на дете кој што било жртва на булинг. Тука ќе ги охрабрам и сите се разбира од свој агол, од своја призма, се разбира ни своји лични искуства, па дури ако сте вклучени во образовниот процес, навистина би сакале активно да се вклучите во денешно издание на Црвена линија. Пред се, поради тоа што овој пат прашањето не е акцентот на тоа што се случило, можеби поважно е прашањето каде сме сите ние додека ова се случува, каде го гледате и коренот, односно коренот на овој проблем и дали ви се чини дека во јавноста еве и се отвара се поголема дилема е дали е потребна поголема транспарентност, односно именување на оние кои што се насилници. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Се надевам тајмер нема да има за мене.
Ке има како за сите 90 секунди, повелете, ве слушаме внимателно. 38 години работам и веќе сум во пензијен период, професор во основно образование. Читам прашањето дали е време учителите на самите повторно да добијат вистински авторитет. Би сакал да дебатирам, нема да коментирам дали е добро или не е добро прашање. Тоа е прашање. Секој прашање по правило е добро. Авторитетот, кој тоа може да ми го даде или да ми го зима. Тој не е на килограм, нити на сантим, нити на секунда. Или имам, или немам. Ова е општествен, огромен проблем. Не сакам никој, ама апсолутно никој жив во оваа држава и пошироко да ме свати погрешно. Доколку имате професии за кои што е потребно и пониска образовна структура и може да ја обавуваме, и таа е поистоветена со еден систем, што го викате образование, со плати на професори од 37.000 почетни, па ако му доде да ми почетничкиот стаж, тоа е срамно. Зашто велам општествен проблем? Средношколците наши, па и овие од осмолетка, веќе растат и гледаат и знаат што е добро. Доаѓа средношколци. Толку ќе види дека ако се вработи како професор, а треба да студира, го гледам тајмерот и да ви кажам ме плаши, оставете ме да зборам затоа што имам што многу да ви кажам на оваа тема. Тие добри средношколци, условно, условно, не е условно, добри средношколци, идат на други факултети кои што им обезбедуваат нив подобар пласман, односно на пазарот. А имате на другата страна просечни средношколци, просечен студент, просечен професор, по образованието не е просек. Ајде и накусо направивме една мала отстапка. Кажете ми, дали тие што го снимаат насилството се исто толку виновни како и насилниците? Во принцип збориме за малолетни лица. Малолетни лица. Малолетноста го правдува насилничин? Не, затоа ве велам, оставете ме. Не можеме премногу да ве оставиме, кон респект кон другите гледачи. Еве сега, апсолутно носат лична вина. Воспитниот момент е домашна категорија. Таа не може да се купи на килограм. Ако семејството, како систем, основна клетка, не посвети внимание, тие деца продолжуваат во еден друг систем кај што професорите, тој да сакат да направи. Сум бил 12 години директор, еве ви кажувам. Па тие воспитно-педагошки мерки, кои што стојат на располагање на училиштето, се смешни, се подсмеваат. Така. Благодарам многу, направивме една отстапка со оглед на тоа што навистина по тоа што го кажавте, имавте извонредно долг професионална кариера врзана токму за едукација и образование и воспитание на генерациите. Во рамки на тоа што сте работеле и како директор на училиште и сега како професор. Почитувани, јас секако ќе ве охрабрам, бидејќи мора да го почитуваме времето кое што е предвидено и важи за сите, 90 секунди едно вклучување, но не грижите се, ако веќе ви е тешко да се вклучите повторно, да вртите, секако простор каде што целосно можете да дадете одговор и поопширно е и преку коментари на нашата Facebook страница, односно профилот на Црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушаме. За прв пат се јавувам. Многу ми е драго и верувам не е последен пат. Емисија, да. Тука е баба од 70 години и сакам да кажам дека школството не е само оно виновно. И родителите дома. Треба детето после школто да си го пречекат, да се посветат, да го испрашат што се училе таму, како се училе, да им раскаже, да ми објасне, а и најмалко 2-3 часа дома да работат со него. Оти сега е време на конкуренција. И секој пат, и моите синове со факултета са, завршија на времето, сакам да кажам. Сакам да ве прашам каде го гледате коренот и на ова насилно и грозоморно однесување и тоа кај некој кој што навистина има само 12 години, изненадувачки грдо. Тоа е триаголникот, фамилијата, школото, родителите, општо. Заедно тај триаголник, детето, родител, учител.
Тај е најглавниот триаголник и авторитет. Тука се добива авторитето. Ако се посвете родитело на детето и учитело, тогава детето нема дека да оде. Ама дома треба да се посветиш на децата. Не да одеш на денско кафе, на нокино кафе. Со другарки, со другаре. Бабите да ги чуват децата. Ние сме веќе од друг свет. Така, неизмерно благодарам. Драго ми е што за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Ке повторам, верувам, не и последен пат. Одиме на Facebook, продолжуваме со она што го напиша Гуран Чоковили. Живееме во време на извитоперени вредности. Едноставно злото е добро, а доброто е зло. Во минатите времења многу повеќе се даваше акцент на честноста, праведноста, добрината, а во кругот на семејството, основната клетка на едно општество, бевме воспитувани со морал, етика. Жалам што денес многу малку тоа е застапено, а во врска со оние кои си ги полна душичките додека снимаат некаква тепачка помеѓу соучениците, секако дека се за осуда, место да го спречат и едноставно уживаат во гледката. Ве поздравувам, поздрав и до вас, Гуран, благодарам за активноста. Продолжуваме со вас, почитувани, добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, ве слушаме. Тина, овде еден постар човек, учител од 60-те години, сакам да го принесам за вашата тема. Ве слушаме. Јас сум бил учител 61-62 година, сум бил учител у тоа време, али тогаш воспитната мерка беше многу по-интересна и учениците имаа почит према учител. Ама воедно и родителите имаа почит према учител. За тоа се и почитуваше се што ќе направи учител, пример речемо, што ќе ги постави задачите и да се исполнат, и родител беше заинтересиран. А сега остана во ова време да ги воспитуват старите дедовци и бабите, кои што не се способни да го воспитуват тоа дете. И затоа дојде до овие немили ситуации, до булинг кај учениците. Иве, во 60-тите години од минатиот век, како сте се справувале кога ќе се случило булинг? Слушај, тогаш не постоеше булинг. Ја бев учител од прво до четврто деление, пример, основно, со комбинирани паралелки. И тогаш немаше сами ученик, ако некој нешто направи, одма учителе имам ја да кажам нешто. Кажи што е, овој вака и вака ви ќе зборуваше. Или сака да го тепа или било што, ма не може тогаш не постоеше таа работа. Немаше ревалитет. Така, неизмерно благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Сега го останете и продолжете да не следите и понатаму. А Ива што напиша на прашањето дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет, X Ариевец вели да имаат право малку за уши да ги потегнат децата. Кој родител не сака нека си го учи дома? Никој не е должен да трпи тортура од безобразни деца и родители. Почитувани, сакаме секако да ве слушнеме, еве каде го гледате изворот и коренот и некако зачестеноста на вакви брутални действија, а она што особено загрижува е што грозоморноста доаѓа од девојчиња пред се, кои што имаат само 12 години во овој случај. Од каде оваа агресија и вакви грозоморни случувања, буквално? Добар ден. Добар ден, почитување. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Вака, сега ова, за кои наставници, овие што досега беа за овие 30 година и што ги изгубија и авторитетот и се изгубија, па или за идните да добијат. Стварно, прашањето е окей. Сакам да ви кажам, сето ова е резултат на нашето однесување на нас, на возрастните, сите овие години, 30 години, а и посебно сега последниве неколку години, каде што сите случувања во смисла на учители, професори, во средно училиште, што се случуваше, кај што многу од тие педофили испаднаат
разни учители кои што купија дипломи. И сето она девијации што се случуваат, децата ги посматраат. И тие се, као што еден доктор има кажано, впиваат као сунгер, се што е најлошото, бар тоа повеќе им е интересно на многу деца. Јас веќе сум дедо, имам и внучиња, за среќа сум преследен и се прекрасни дечки, но страшно сум револтиран на ова што се случува сега. Посебно мислам дека е потенцирано последното, дека до 14 години или 15 беше, детето не го фаќа закон и ред други работи, уште повеќе со соколија овие работи да се случуваат уште полошо. Благодарам за учеството во Црвена линија, секако и благодарам што ги споделивте вашите ведувања со гледачите на Црвена линија. Останете со нас понатаму. А еве што напиша Каролина Кулевска, вели секако треба строги казни за мачителите, исто и за тие што снимаат, а можеле да помогнат. Ако барем еднаш се добие голема казна, на сите идни мачители ќе им светне во глава дека ќе бидат казнувани за вакви дела. А не знам какви се тие родители што одгледале вакви деца. Може би се истите што секојдневно со илјадници коментари бараат смрт за улични кучиња, овде ги нема да коментираат. Почитувани, продолжуваме со вклучување во живо. Дали е време, еве, како централно прашање, може би учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Најверојатно е блокирана линијата. Секако ќе потсетиме дека во јавноста и се погласно се отвара дилемата дали е потребна поголема транспарентност и одговорност, па дури и јавно именување во вакви случаи. Јас ќе се обидам уште еднаш, ќе речам добар ден. Добро. Секако ќе ми јават одрижија доколку се ослободат линиите. Еве што напиша Јаворка Джеси, професор воспитувач, предпоставувам. Вели, за сето ова знаеле во училиштето и како по обичај си молчели или име одговор ајде, се тебе те задеваат. Од набутан со врски наставнички кадар, што очекувате, кој да е резултатот? Еве го резултатот и уште што ти не се случи во училиштата и помеѓу децата. Па добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Благодарам. Поздрав за сите до вас и гледачите. Благодарам. Именно ставовите што ги гледаме ние и што ги коментираме сега се, по моје мислење, се предмет на неисполнување на законските прописи. Одговорноста е строго дефинирана за малолетни деца и се знае дека ја носат родителите. Да не ги мешам по ригорозните настани од типот на дискотеката во Кочани, каде што ни еден родител не беше санкциониран затоа што пуштил деца малолетни и им дозволил или не ги едуцирал на своји 14 години да присуствуваат на места каде што не им е местото, тоа е моје мислење. Втора работа, значи децата се под одговорност на родителите и учителите во тие установи и едноставно нивното санкционирање треба да биде на право место, тие што се одговорни. Не може да оставиме све на децата сами да одлучуваат. Дето со 12 години, како што е у предметниот случај, не може трезвено само да одлучува и може и да булинг да се направи се остане. Кога родителите ќе добијат казни пропорционални на делата на нивните деца, тогаш мислам дека ќе се смени све. Тоа е моето мислење. Кој е вашиот став и во однос на транспарентноста, во однос на тоа кои се насилници и учесници? Во однос на транспарентноста, значи нема по законски нема право да се објавуваат малолетни деца, меѓутоа транспарентноста на фамилии и родители, да, апсолутно, и тоа треба да бидат на сите, да се знае дека од таа и таа фамилија и тие родители, децата не се воспитани. Децата законски не сме да им се да биде транспарентно. Така, благодарам многу за одговорите. Останете секако докрај и гледајте Црвена линија.
Еве што напиша Антоанела Ангеловска, велја да се запрашаме дали децата почитуваат нечи авторитет воопшто. Родителите и семејството се столбот за надградување на една индивидуа во личност. Тука во ова општество во кое секое второ семејство трпи некаков вид на насилство од било кој член, вие вината ја барате на многу погрешна врата. Медиуми, дајте малку едукација околу овие основни работи, не ја усмерувајте вината на друг. Ние не усмеруваме вината на друг, не знам зошто се доби таков печаток. Еве го, прашањето е конкретно, дали е време учителите и наставниците повторно да добијат вистински авторитет. Секако ве прашуваме и како граѓани, и како родители, а можеби и како ако сте дел од образовниот и воспитниот процес, каде го гледате изворот, односно коренот и потребата да на оваа возраст, каква што се 12 години и пред се девојчиња, да има ваква агресија и секако терор и малтретирање врз своји соученички или пријателки и уште полошо снимање на истото. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, повелете. Ја мислам, овие деца немаат доволно обвртка и од досада што не знаат што да прават, занимаваат со вакви неубави работи. Значи, они ако бидат, како да кажем, ангажирани во некои таму други организации, како да кажем, да посветуваат јазик или ништо друго или во училиштето, мислова не знам од каде им дошла идејата прво да го направат ова. Значи, кој е размислување да имаат 12 годишни деца за вакво нешто да направат? Вие вакво нешто да направите и да имате такво размислување, не знам, значи треба да се... Не сакам да погледам лош Бог, меѓутоа стварно не е во ред. Значи, вакви деца, поред за времето на Југославија, имаше домовите вакви деца. Значи, и сега треба да има, ако се малолетни. Значи, не може некој кој е малолетен и што сака и како сака да прави, да ги загрозува животите на другите деца. Што се случува сега со тоа девојчиња, морим се толку група се собрале и све. И што е овие мобилни телефони? И наставниците треба самите себе да се постават, да бидат строги. Едноставно да не бидат толку благи и комуникативни, како да кажем, со учениците, да имаат некој, да се постават буквално на некој построг начин. Да не може учениците да бидат толку, да има распуштени, не знам више кој звук човек да го каже. Меѓутоа, ова треба да се каже свида и презиме и се не е битно малолетен или кој. Секој да знае и утре на другиот да му биде срама со нешто направи. Благодарам за одговорите во црвена линија. Одиме повторно на Facebook. Василчо Илиев напиша: наставниците немаат авторитет од повеќе причини, но предничи наивна несвесност за сопствената улога во формирањето на личноста на децата. Дополнително проблем е и немањето системна одговорност во рамки на институциите и полтронството кон локалните власти и партиските мокници, кои го одобруваат нивното вработување уште на почетокот. Неоформени личности на наставниците ги тераат тие да им се допаднат на учениците и на родителите, наместо да се трудат на учениците да им пренесат вредности кои можеби и самите не ги негуваат. Но коренот на насилството е заслепеноста на родителите со себе си наместо со децата. Дали е време учителите и наставниците почитувани и повторно да добијат вистински авторитет? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Живко, да ве слушнеме. Видите вака, то сигурно по темата треба да добие како во минатиот век. Зошто? Затоа што прво наставниците и учителите прачката му беше во дневникот. Второ, кој ќе му кажеше на родителот, ќе добиеше дупла доза ќутек. Јас со народни зборови ќе ви кажам. Време е да се врати, а не ова. Трето, да се донеси закон, да се измени полнолетноста на децата. Пазете, со 16 години треба да се измени. Гледате што се случува. И на 13 години, еве пример, знам, близок тука, на 13 години се мажи чупето, бремено. Значи, самото време, се треба да се смени. А она што рече жената предходно дека поправни дома, одма таквите да се пратат таму.
на превоспитување, па да видат како е и родителите кои ќе кажат дека детето му е во поправен дом. Сето то се запушти, сето то се не виде. И затоа сето ова се случува. Социјалните мрежи го прават своето. Тоа е ненормално. Оттаму гледаат TikTok, оние работи да ти е грозно да гледаш. Се си носи своето време, да речеме. Сега наставниците се плашат од децата, од тая слобода, од тая невидено нешто дома, што и дома не ги советуваат или нема време, или што е. Благодарам за учеството и еве уште еден коментар на Жикица Миланов. Пишува: целиот агресивен и девијантен процес се слика и показател на домашно воспитување и колку родителите се посветени на своите деца и колку им укажуваат на сите девијантни работи за нивната возраст. Школото може само да констатира девијантна состојба. Благодарност до Жикица Миланов. Почитувани, време за реклами, а по рекламите следуваат и резултатите од анкетата. Сега останува секако да ги соопштиме резултатите од денешната Инстаграм анкета. Ќе ве потсетам да бидете активни веќе во утрешната. Затоа треба да не заследите на Инстаграм, профилите на Црвена линија и Телма телевизија, а на прашањето денес дали тие што го снимаат насилството се исто толку виновни како и насилниците, со да одговорија 87%, со не 13%. Почитувани, благодарам што не следевте, особено што бевте активни во ова Црвена линија. Се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Имате убаво попладне и останете со Телма телевизија. Довидување.